До вчерашните коалициони партнери имаат уште 10 дена да си ги смират страстите, пошто ќе следи средба во владата. По 1 мај премиерот ќе иницира разговор со владините партнери. Арбен Таравари, кој се погласно најавува можност да замине во опозиција, и председателите од коалицијата вреди кои тоа го побараа од него. Во моментов имаме редовна комуникација, додека пак на оваа тема се очекува да има средба по 1 мај. Откако Таравари беше исклучен од коалицијата, вреди неделава ја почнува трансформацијата во партија. На завчерашната средба во Струга е одлучено да формираат заедничко централно председателство од 23 члена, што ќе изготви статут според кој ќе се избираат председател и партиски тела. Главните одлуки на крај ќе се донесат на Конгрес. Во текот на неделата треба органите на партиите кои го сочинуваат оваа коалиција да донесат одлука за да изберат членови во заедничкото председателство од 23 члена, па сигурно после тоа председателство ќе донесе одлука за понатамошните чекори за соединување во еден субјект како партија вле. Се уште не се открива кој ќе биде председател на партијата. Не се исклучува можноста да биде и сосема нова личност, иако се во игра и тројцата председатели на партиите од коалицијата. Тие деновиве побара од Таравари да ја напушти и владата по јавното признание дека се договара со Али Ахмети. Неговите некогашни сопартици пак не го сакаат назад, иако посакуваат Обединета алијанса за албанците. Обединета алијанса за албанците да, но Арбен Таравари мора да понесе одговорност за тоа што им го направи на албанците со своите постапки. Во најмала рака да се извини и да се пензионира. Таравари на сето ова одговара дипломатски. Имам само еден ориентацијски компас, народот. Тој е мојата совест, мојот глас, мојата сила. Останатите коалициони партнери во владата не сакаат да ги коментираат случувањата и ја чекаат средбата со премиерот, после која работите ќе бидат појасни.